Ето го така. Значи ќе запишам. Perfect. By Verben mit sein. На македонски минато свршено време. Кај глаголите со sein. Првата група на глаголи кои што градат перфект со глаголот sein се глаголите, неправилните глаголи, односно unregelmäßige Verben. И овие глаголи градат, освен што градат со sein, наставката која што ја добиваат, само да напишам неправилни глаголи, добиваат префикс G и наставка N. G, вербштам, основа на глаголот и N. Ќе направиме табела, ќе ги напишеме овие глаголи и во инфинитив и во нивната форма во перфект, заедно со помошниот глагол. А ние ја слушаме, Наташа. Добро, се извинувам. Нема проблем. Првиот глагол неправилен е глаголот gehen, кој што значи оди. Неговата форма во перфект, самото тоа неправилен, значи дека ја менува формата gegangen и гради перфект со помошниот глагол sein. Еве го оно што го разговаравме и што го спорувавме, кога кажувавме дека глаголите кои што изразуваат движење, односно поместување од една кон друга точка, градат перфект со помошниот глагол sein. Значи, оди се движи од една кон друга точка. Затоа гради перфект со помошниот глагол sein. Следен глагол, исто така е глаголот fliegen. Го имавме во вежбата минатиот пат. Глаголот fliegen на македонски значи лета. Неговата форма во партицip перфект е geflogen и гради перфект со помошниот глагол sein. Исто така глагол кој што изразува движење. Следен е глаголот fahren, кој што значи вози. И неговата форма во перфект е gefahren. Исто така гради перфект со помошниот глагол sein. И уште еден глагол кој што ќе го напишеме за сега во оваа група е и глаголот kommen, кој што значи доаѓа. И неговата форма во перфект е gekommen. И гради перфект со помошниот глагол sein, затоа што изразува движење. Сега ќе дадеме и примери. Ich fahre nach Ohrid. Оваа реченица е во сегашно време. Ако сакам да ја направам во перфект, на местото на fahren, треба да го менувам глаголот sein по лице, а на крајот да го напишам глаголот gefahren во неговата партицip перфект форма. По оваа реченица во перфект ќе биде Ich bin nach Ohrid
gefahren. Како ќе прашаме ќе одиш ли во кино? Во сегашно време. Така е, gehst du ins Kino? Прашална реченица. Кога реченицата е прашална, на прво место треба да дојде помошниот глагол менуван по лице, а главниот глагол да оди на последно место. Можев да ги обележаме и веќе овде. Добре. Не со до, јас ги обележувам глаголите. Без до. Така. Значи во прашалната реченица само глаголот, помошниот глагол е на прво место, а главниот глагол оди пак на последно место и е во неговата партицип перфект форма. Ќе ги обележам. Bist и gegangen. И втората група на глаголи се trennbare Verben. Или на македонски деливи глаголи. А овие глаголи се деливи, да, меѓутоа ги опфаќаат глаголите кои што сме ги работеле и кои што во себе ги имаат глаголите gehen, fahren, kommen. Сега ќе напишеме примери. Претходно ќе кажам дека деливите глаголи, како овде што ги напишав, градат перфект на следниот начин. Префикс плюс ge плюс Verbstamm плюс ena. Значи префикс од деливиот глагол, па ge, па основа на глаголот, па наставка ena. Инфинитив и перфект. Еден од тие глаголи кои што сме ги работеле е глаголот ankommen, кој што значи пристигнува. Неговата форма во партицип перфект ќе биде angekommen и ќе гради перфект со помошниот глагол sein. Исто така и глаголот einsteigen се качува. Е делив глагол кој што гради перфект со помошниот глагол sein, бидејќи изразува движење. Неговата форма во перфект е eingestiegen и глаголот со кој што гради перфект е sein. Исто така тука е aussteigen, се симнува. И тој ќе има формата ausgestiegen и ќе гради перфект со помошниот глагол sein. Тука можеме да го додадеме и глаголот abfahren, што значи тргнува. Неговата форма во перфект ќе биде, во партицип перфект ќе биде abgefahren. Ќе гради перфект со помошниот глагол sein. Ќе дадам пример со овој глагол. Der Bus fährt
9 Uhr ab. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Кој сака да се обиде? Да. Така е. Der Bus ist 9 Uhr abgefahren. Значи помошниот глагол на второ место, главниот глагол на последно место во партицип перфект. Овие се две групи кои што градат перфект со помош на помошниот глагол sein. Не значи дека нема да сретнеме уште глаголи, меѓутоа како ќе ги сретнуваме, така ќе ги забележуваме во соодветната табела и форма. А сега ќе продолжиме да ја работиме вежбата. Сега ќе ви кажам која вежба, само да отворам. На страната. Да, па веќе е споделен екранот. Страната е, ово беше да ја видам, 95. И се вика besondere Aktivitäten hast du schon einmal. Schreiben Sie zu zweit die Fragen. Еве веднаш тука се јавуваат и други глаголи, например горе стои bin geschwommen. Тој ќе го додадам во групата на овие глаголи горе, каде што ќе напишам дека во инфинитив глаголот е schwimmen, плива. Неговата форма во партицип перфект е geschwommen. И гради перфект со помошниот глагол sein. Ќе објаснам веднаш зошто. Некаде ако отворите на интернет ќе најдете дека овој глагол може да гради перфект и со помошниот глагол haben. Може, меѓутоа кога? Бидејќи сега рековме за шпилен, не е движење и гради перфект со haben, затоа што е во ограничена, се движиме во ограничен простор. Истото се подразбира и кај глаголот schwimmen. Кај глаголот schwimmen, haben можеме да го користиме кога пливаме во базен, бидејќи тоа е ограничен и затворен простор, додека пак на сите останати води, езеро, море, река и што и да е слично, океан, отворени се тие води, имаме дестинација А до дестинација Б и затоа тогаш глаголот гради перфект со помошниот глагол sein. Исто така еве тука го гледаме и глаголот bin gesegelt, иако завршува на Т, ќе го запишам во оваа група. Тоа е глаголот segeln, кој што значи едри или плови. Неговата форма е правилна во партицип перфект, gesegelt. Меѓутоа, тој бидејќи исто така изразува движење, поместување од една кон друга точка, гради перфект со помошниот глагол sein. И имаме уште еден. Тоа е глаголот bin, односно gesprungen, кој што доаѓа од глаголот springen, кој што значи скока. Неговата форма во партицип перфект е gesprungen. И гради перфект со помошниот глагол sein.
И сега имаме вели schreiben Sie zu zweit Fragen. Ке треба да поставиме прашања кои што ќе започнуваат со hast du schon einmal, меѓутоа не мора да бидат со hast стално, тук зависи од глаголот кој што го користиме. Првото е веќе запишано како пример hast du schon einmal Karneval gefeiert. Тука го имаме глаголот feiern, кој што е правилен глагол, се додава само наставка т на крајот од него и тој бидејќи не изразува движење гради перфект со помошниот глагол haben. Како ќе го поставиме второто прашање? Nach Australien fliegen. Кој сака да се обиде? Слободно, Марија. Geflogen. Така е. Bist du schon einmal nach Australien geflogen? Сега ќе го напишам. Значи ова е во учебник на страна, тоа е страната 95. Се извинувам. Значи втората реченица ќе биде Bist du schon einmal nach Australien geflogen? Australien. Бидејќи сите овие реченици се прашални, на второ место треба да дојде, на прво место треба да дојде помошниот глагол кој што е менуван по лице, а на последно место главниот глагол во неговата партицip перфект форма. Кој сака да го постави прашањето со Pyramiden von Giza sehen? Да? Hast du schon einmal? Да. Schon einmal е веќе еднаш. Дали си ги видел пирамидите во Гиза? Pyramiden von Giza sehen. Овде haben, бидејќи глаголот sehen не изразува движење, gesehen. Не изразува движење и гради перфект со помошниот глагол haben, а глаголот sehen во партицip перфект ја добива формата gesehen. Следното им Pacific schwimmen. Ајде да го слушнеме инвер сега. Дали веќе еднаш си пливал во Пацификот? Нема да биде hast. Schwimmen е глагол кој што изразува движење. Ќе биде bist du? Да. Im Pacifik. Глаголот schwimmen, како кажавме дека е во партицip geschwommen. Geschwommen. Bist du schon einmal im Pazifik geschwommen? Ајде следната über die Nordsee segeln. Борча? Дали веќе еднаш си едрал по Северното море? Да, bist du?
Gesegelt. Да, супер. Следното ни е nach Berlin fahren. Марија, повели? Bist du Да. schon einmal nach Berlin gefahren? Така, супер. Nach Berlin gefahren. Ајде следната. Käse Fondue essen. Наташа? Hast du schon einmal Käsehunde gegessen? Така. Käse Fondue. Ајде следната. Fallschirmspringen. Enver? Bist du schon Да. einmal Schirm. Schirm gesprungen. Gesprungen. Да. И деветата, последната Бурча. Да. Getrunken. Hast du schon einmal Weißbier getrunken? Супер. Дали имате прашања до сега или вака е јасно? Јасно? Јасно. Добро. Сега се враќаме во учебникот на последната вежба од 12-тата лекција. Jahreszeiten Poster, machen Sie zu viert ein Jahreszeiten Poster, was machen Sie in dieser Jahreszeit gern? Такви реченици ќе направиме. А прво да ги повториме годишните времиња, еве ги тука се дадени Frühling и Herbst, како се викаше зима, Winter, а како се вика лето, Зома. Како ќе прашаме што правиш со задоволство во пролет? Was machst du gerne im Frühling? Супер. Was machst du gern im Frühling? Was machst du gern im Frühling? Ајде, Бурче, да слушнеме одговор. Што правиш со задоволство во пролет е прашањето. Ајде, Енвер, одговорете вие на ова прашање. Да, како сакате, да, слободно. Така. Ich spiele gern. Да, Fußball im Frühling.
Оваа реченица може да започне со im Frühling. Како ќе биде тогаш Енвер? Ако започне со im Frühling, да. Шпили, Така е. шпилиш, Шпилеш. Супер. Рековме дека треба да внимаваме дека во било која реченица, било како да ја поставиме, дека глаголот секогаш треба да дојде на второ место. Im Frühling spiele ich gern Fußball. Добре. Како ќе поставиме прашање, Наташа, што правиш со задоволство во лето? Was machst du gern im Sommer? Данка, Зупа. Ајде сега, Бурче, да слушнеме одговор. Во сегашно време сега ги правиме речениците. Ich schwimme gern im Sommer. Како ќе биде оваа реченица, Борче, ако започне со im Sommer? Глагол секогаш на второ место. Schwimme ich gern. Im Sommer schwimme ich gern. Енвер, како ќе поставиме прашање што правиш со задоволство во есен? Was machst du gerne im Herbst? Така е. Was machst du gern im Herbst? Марија? Одговори на ово прашање. Ich spaziere Ich spa- gern, Mhm. ich spaziere gern im Herbst. Така. Ich spaziere gern im Herbst. Како ќе гласи оваа реченица, Марија, ако започне со im Herbst? Im Herbst spazieren ich gern. Spaziere ich gern. Добре. И Борче, како ќе прашаме што правиш со задоволство во што правиш со задоволство во зима? Was machst du gern Im Winter? Im Winter. Така е. Ајде, Наташа. Im Winter? Ај прво без со их нека започне реченицата, Okay. за да не го рушиме моментот. Ich Skifahre. Ich fahre Ski. Ich fahre Ski. Така, gern im Winter. И како ќе биде оваа реченица ако започне со im Winter? Im Winter fahre ich gern Ski. Супер. Gern Ski. Супер. Значи, како и да вртиме, како и да ги правиме работите, секогаш треба да знаеме дека треба на второ место да го ставиме глаголот.
Овде започнува со лична заменка, полесно е веднаш после нејзе доаѓа глагол. А ако започнуваме со временска определба или било каква определба, иако е составено од два збора, сепак доаѓа на прва позиција, за веднаш после нејзе да се појави, односно да го ставиме глаголот менуван според лице. Следно е, бидејќи вака тука завршува учебникот, да видам само дали може би во овој дел има нешто што е поврзано со перфект. Прво, Filmstation, das war so schön, sehen Sie, to je sosed, öffentliche Verkehrsmittel, ein Tag als Tourist. Не. Во работната страната е 91. Првата, односно третата вежба, се вика Ergänzen Sie sein in der richtigen Form. Значи, прво да го дополниме sein во точната форма. Првата реченица, додека го пишувам во работната на страна. Прочитате ја Инвер првата реченица. Mark ist nach New York geflogen. Така, Mark ist nach New York geflogen. Ја напишам. Mark ist nach New York geflogen. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Mark fliegt nach New York. Да, Mark fliegt nach New York. Супер. Ајде втората. Марија. Ich bin mit Daniel in ein Konzert gegangen. Така е. Ich bin mit Daniel in ein Konzert gegangen. Како ќе биде оваа реченица, Марија, во сегашно време? Ich Да. Gehe, ich gehe mit Daniel in ein Konzert. Така. Ich gehe mit Daniel in ein Konzert. Значи, во реченицата во сегашно време не треба да имаме помошен глагол. Следната, Наташа. Seid ihr schon einmal nach Zürich gefahren? Так. Seid ihr schon einmal nach Zürich gefahren? Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Наташа? Fahrt ihr Да. Fahrt ihr schon einmal nach Zürich? Zürich. Да. Fahrt ihr schon einmal nach Zürich?
Борче, следната. Оксана and Mariana. Тие. Глаголот заин за трето лице множина. Sind. Добре. Am Montag Nicht. den Deutschkurs gekommen. Так. In den Deutschkurs. Комен. Како ќе биде сега оваа реченица во сегашно време, Бурча? Anna und Mariana. Само gekommen, односно комен, менувајте го за трето лице множина. Така е. Am Montag nicht In den Deutschkurs. Kommen am Montag nicht in den Deutschkurs. Петтата, последната од оваа вежба, Енвер? Hast du Не е хаст. Заин треба во точната форма. sein Со ду имаме. du na Ich bin du. er Како е ich bin е првото лице, второто е du, du bist bist. Значи како ќе биде прашањето? Bist du? Мгм. bist du nach Hamburg gefahren oder geflogen? Така е. Gefahren oder geflogen. Ајде сега како ќе биде ова прашање во сегашно време. Внимаваме бидејќи имаме два глаголи. Bist du Ма сега нема да го имаме bist. Нема да го имаме помошниот глагол. Туку глаголите fahren и fliegen треба да ги менуваме по второ лице еднина. По личната заменка. Како е fahren во второ лице еднина? Ich fahre, du du fährst fährst. Значи ќе биде fährst oder oder fliegen е сега глаголот во инфинитив. Oder fliegst fliegst. Така е. fliegst Du du nach Hamburg. на Хамбург. Супер. Супер, еве ги овие реченици ги направивме и во перфект и во сегашно време. Сега ќе продолжиме со наредната вежба. Добро. Таа е следната, односно четвртата вежба. Wie heißt der Infinitiv? Notieren Sie. Освен што ќе ги напишеме како гласат инфинитивите, ќе запишеме и ќе ги направиме речениците и во сегашно време. Вежба 4.
table и ги ставиме инфинитив. Инфинитив и перфект. Првата реченица бурче. Liebe Freunde, ich bin wieder zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Portugal war wirklich super. Ich bin viel im Atlantik schwimmen. Geschwommen. Така, geschwommen. Тука ќе го напишеме geschwommen. Schwimmen. Плива. Го напишавме погоре. Со кој помошен глагол бурче? Sein. Прочитайте со реченицата до крај. Feel. Тука кој глагол е во перфект? Обележаме ги фарен. Фарен. Помошен глагол? Sein. Супер. Следната реченица, Мари. Leider war die Fahrt sehr lang. Уште. Am Freitagabend bin ich in Porto abgefahren und erst am Sonntagmittag in Frankfurt angekommen. Und до крај. Und dreimal umgestiegen. Umgestiegen. Три глаголи. Abgefahren. Angekommen. И umgestiegen. Сите овие глаголи градат перфект со помошниот глагол sein, бидејќи изражуваат движење. Како ќе бидат овие глаголи во инфинитив? Ајде првиот само Марија. Abgefahren, abfahren. Abfahren. Richtig. Ајде следниот Наташа. Ankommen. Да. Ankommen. И последниот Енвер. Ansteigen. Umsteigen, кажавме дека значи се преместува од едно во друго превозно средство. Umsteigen. Добре. И сега речениците да ги видиме. Односно, првата беше, каде што има перфект. Ich bin viel im Atlantik geschwommen. Ќе ги поделиме на два дела. За втората да ја напишеме во инфинитив како нова реченица. Наташа, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ich schwimme viel im Atlantik. Така, ich schwimme viel im Atlantik. Следната реченица е ich bin viel Rad gefahren. Како ќе биде бурче оваа реченица во сегашно време? Viel Rad. Толку. Ich fahre viel Rad. Следната е am Freitagabend bin ich in Porto abgefahren. Како ќе биде Енвер оваа реченица во сегашно време? Ich fahre
Не треба да започне со am Freitagabend. Am Freitagabend, Да. ich fahre nach Porto. Глаголот на кое место треба да стои? Второ, На второ, значи. Како? Freitagabend Мгм. fahre ich nach Porto. И на крај што ви фали? Fahre ich in Porto. И на крај што треба да стои? Па делив е глаголот, заради тоа и прашувам. Кој е префиксот? Am, Up, да. Така е. Следната е erst am Sonntag Mittag bin ich in Frankfurt angekommen. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Бурча? Ich bin, Не со erst треба да почне реченицата. erst am Sonntagmittag bin ich, Сега немаме помошен kommen коме. ich in Frankfurt. Komme ich in Frankfurt. И на крајот? Ми треба префиксот. Ab, Up. An. Не up, up. An. И последната, ich bin dreimal umgestiegen. Како ќе биде, Наташа, оваа реченица во сегашно време? Ich steige dreimal Супер. Ich steige dreimal um. Така е. Добро. Ergänzen Sie haben oder sein und das Partizip in der richtigen Form. Дадени се глаголите кои што можете да се употребат во диалогот и треба да ги ставиме и глаголот, помошниот глагол и главниот глагол. Првото е веќе дадено. Само јас морам да напишам. Се извинувам во работна тетрадка. На страна 97, вежба 6. Значи под А треба да напишеме дека се глаголите kochen, gehen и kommen. Wie war dein Abend? Sehr gut. Isabella und Tom sind gekommen. Ајде сега да видиме како ќе ја дополниме втората реченица. Прво ќе ги дополниме, па потоа ќе ги направиме во сегашно време. Енвер.
Да, Eine Fischsuppe. нема треба реченицата да е во перфект. Вие? После ќе ги правиме во сегашно време. Прво во перфект. Gekocht. Гекофт каде треба да стои? Prazno mesto. Тука треба на првото место да стои помошен глагол, а на последното да стои гекохт. Wir haben zusammen Да, eine Fischsuppe gekocht. така е. Wir haben zusammen eine Fischsuppe Suppe gekocht. Добро. А следната реченица. Марија? Сега го намало. Später, Мгм. später sind, Добро. später sind wir noch in der Disco gegangen. In die Disco gegangen. In die Disco gegangen. Супер. Ајде сега како ќе биде Изабела und Tom sind gekommen, Наташа, во сегашно време. Isabella und Tom kommen. Толку е. Изабела und Tom kommen. Следната, wir haben zusammen eine Fischsuppe gekocht. Бурче? Ние готвиме рибја чорба. Како ќе биде во сегашно време? Вие? Wir kochen eine Wir kochen eine Fischsuppe. И последната, später sind wir noch in die Disco gegangen. Марија? Wir Со später ќе почне реченицата. später gehen wir in die Disco. Така е. Später gehen wir in die Disco. Сега под Б ги имаме глаголите einkaufen, machen и fahren. Наташа првата. Und was habt ihr gestern gemacht? Gestern. Und was habt ihr gestern gemacht? Enver? wir gestern Вие сега ни треба помошен глагол. wir Ние возевме до градот. wir Wir gestern sind gestern in die Stadt. Како е глаголот fahren во перфект? gefahren. 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 И како ќе дополниме Марија остатокот од реченицата со глаголот einkaufen? Да, haben. Und haben, мора и другиот глагол бидејќи не е истиот. Und habe eingekauft.
Down haben eingekauft. Марија, првата реченица, und was habt ihr gestern gemacht? Како ќе биде во сегашно време? Was? А зашто вас? Und was? Und was? Macht Да, ihr gestern? macht ihr gestern? Wir sind in die Stadt gefahren. Наташа, во сегашно време. Wir Fahren? fahren und kaufen in die Stadt ein. Не. Ја ви реков првиот дел само. Wir sind in die Stadt gefahren. Wir fahren Така е, wir fahren in die Stadt. Und, Enver, ова haben eingekauft, како ќе биде во сегашно време? Gekauft. Und kaufen ein. Биде ќе делив глагол. Und kaufen ein. Сега С. С глаголи кои што треба да се дополнат се treffen, се сретнува, hören, слуша и fliegen, лета. Првата реченица, Наташа. Letztes Jahr sind wir zum Edinburgh Festival geflogen. Така е. Letztes Jahr sind wir zum Edinburgh. Јас ќе мора да се исклучам. Нема проблем, Борча. Чао, чао. Чао. Festival geflogen. Следната реченица, Марија. Ова нема уствари. Und wie hat es euch gefallen? И како ви се допадна? Следната. Ja, es war super. Es war super. Wir haben gut Musik Gute. gehört. Wir haben gute Musik gehört. Hören е правилен глагол, gehört. Und Енвер што ќе дополниме после und Freunde, како беше глаголот treffen во перфект? Getreffen. Не, Getroffen. 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 Енвер првата реченица, letztes Jahr sind wir zum Edinburgh Festival geflogen во сегашно време. Wir sind Не, реченицата ќе започне пак со letztes Jahr. letztes Jahr Сега geflogen е од fliegen, само fliegen менувајте го за прво лице множина. letztes Jahr wir Fliegen wir fliegen wir zum zum Edinburgh Festival. Edinburgh Festival. Следната реченица, wir haben gute Musik gehört und Freunde getroffen. Ајде, Марија. Wir Hören. hören gute Musik. The production Да, слободно. und treffen Freunde. Und treffen Freunde. Добро. Иде, fahren,
и umsteigen. Ајде првата реченица, Наташа. Ich bin mit dem Zug von München nach Flensburg gefahren. Да. Ich напишав да bin mit dem Zug von München nach Flensburg gefahren. И втората, Енвер. Wie oft? Wie oft? Не може. Зошто? Не може. Wie oft fahren? Не, сега треба да е umsteigen глаголот, ама да биде реченицата во перфект. Ајде, Наташа. Wie oft bist du umgestiegen? Така. Umgestiegen. Колку често се прекачуваше? Одговорот е nur einmal in Hamburg. Првата реченица. Наташа во сегашно време. Ich fahre mit dem Zug von München nach Flensburg. Super. Ich fahre mit dem Zug von München nach Flensburg. Втората. Марија. Wie oft steigst du um? Така е. Wie oft steigst du um? Супер. Сега, ама ова не сме го... Сега ќе го кажеме, ви имаме вежба. Односно сме го правеле, претеритум од глаголите haben и sein. Направеле. Подсетете ме. Претеритум мислам дека не. Од haben и од sein не? Добро. Не. Добро, значи освен перфект имаме и друго минато време кое што се вика претерито. Ако перфект беше минато свршено време, претерито е минато несвршено време. А најчесто се употребуваат глаголите sein, haben и модалните глаголи, не заради тоа што тие немаат своји форми во перфект, туку затоа што нивните форми во претеритум се поедноставни. И се користат многу почесто за изразување минати дејства, отколку формите во перфект. Ние сега ќе ги напишеме sein, па формата во претеритум, па формата во перфект на глаголот sein и ќе ја менуваме формата на глаголот sein во претеритум. Значи глаголот sein во претеритум ја добива формата waren, а во перфект ја добива формата gewesen и гради перфект со самиот себе, односно со sein. Waren го менуваме по лица на следниот начин. Ich war, du warst, sie, es war, што можеме веднаш да забележиме дека во претеритум сите глаголи
имаат исти форми за прво и трето лице еднина и за прво и трето лице множина. Потоа имаме вие waren, ihr wart и sie waren. Глаголот haben во претеритум ја има формата hatten, а во перфект gehabt и гради перфект со самиот себе. Формите на глаголот hatten по лица се следниве. Ich hatte, du ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, во множина wir hatten, ihr hattet и sie hatten. Сега го напишеме правилата, дека па потоа ќе дадеме примери. Кај сите глаголи во претеритум има исти форми за прво и трето лице. Лице еднина и прво и трето лице множина. Ајде прво со глаголот заедно да дадеме примери. Како ќе кажеме, значи за сите три времиња. Како ќе кажеме јас сум ученичка или ученик. Така, ich bin Schülerin. Како ќе биде оваа реченица во претеритум? Јас бев ученичка. Така, ich war Schülerin. И како ќе биде оваа реченица во перфект? Ich habe Schülerin gewesen. Ich bin. Ich bin Schülerin gewesen. Така. Ich bin Schülerin gewesen. Значи сите три реченици, првата во сегашно, втората во сегашно време, втората во претерито минато несвршено и третата во минато свршено време. Перфект. Како ќе кажеме јас имам една мачка? Ich habe eine Katze. Да. Ich habe eine Katze. Како ќе кажеме јас имав една мачка во претеритум? Ich hatte Ich hatte eine eine Katze. Katze. И како ќе биде оваа реченица во перфект? Ich bin eine Katze. Ich habe Ich habe eine Katze. Esa не знам. gehabt. Ich habe eine Katze gehabt. Значи, двата глаголи си градат перфект со самите себе.
Haben со haben, sein со sein. Сега ќе ја работиме вежбата во работната тетрадка. Значи, во работна тетрадка на страна 92, вежба 7. Од А. Значи, треба да ги дополниме формите на глаголите war, односно waren и hatten во точната форма. Heute war ich im Kino. Е првата реченица. Како ќе ја дополниме, Енвер? War heute Втората? Und wie? war Da. Und wie war der Film? der Film. И каков беше филмот? Одговорот е langweilig. Б. Мари. Hast du eingekauft? Nein, ich hatte kein Geld. Да. Hast du eingekauft? Nein, ich hatte, немав пари. Kein Geld. Како ќе биде, Марија, прашањето hast du eingekauft во сегашно време? Hatte Нема помошен глагол. Нема помошен глагол во сегашно време. hast du eingekauft? Da Во kannst сегашно време, да. eingekauft, Делив е глаголот. kaufst du ein. Ето така, kaufst du ein. Се избуни многу. Kaufst du ein. Добро. С. Само да го поместам ја. С, Наташа. Hast du kein Obst mehr? Да. Doch, gestern Gestern. hatte ich noch Äpfel gestern. Само не слушнав многу кочи. Aha, ja, du kannst Сега ве слушам. doch, Да. da gestern hatte ich Така е. Äpfel und Orangen. Така е. Doch gestern hatte ich noch Äpfel und Orangen. Idee. Инвер. Wie war Wie war die Party? die Party? А одговорот? Schön. Hatte viel Spaß. Ich hatte viel Spaß. Ich hatte Viel Spaß. viel Spaß. Супер. Ево имаме тука. Ein Tagebuch. Терезas Tagebuch. Schreiben Sie im Perfekt. Можеме еве да го напишеме овој во перфект. Само пак да напишем во работна тетрадка. На страна 93, 92 страна, ова вежба 8. Ќе напишам дека ein Tagebuch значи дневник.
односно вака нека стои, па долу ќе ставам das Tagebuch. Дневник. Тереза Tagebuch, schreiben Sie perfekt. Првото е дадено. Freitag, Monas Geburtstagsfeier, lang gefeiern. Ich war auf Monas Geburtstagsfeier. Wir haben lange gefeiert. Само да го припишам. Ich war auf Monas Geburtstagsfeier. Wir haben lange gefeiert. Следното замстак. Max holt mich ab, gehen ins Kino, treffen Doro und Joe. Како ќе кажеме Max, Наташа? Max holt mich ab во перфект. Mich abgeholt. Следната. Марија. Wir Wir gehen ins Kino. gegangen, кај треба да стои? Wir ins Kino gegangen. Wir sind, помошен глагол не треба. Ins Kino gegangen. gegangen. А ние ги сретнавме Доро и Джо. Енвер? Wir haben, помошен глагол не треба. Doro und Joe getroffen. Sonntag, lang geschlafen и Wohnung aufräumen. Првата реченица, Наташа, so lang geschlafen. Im Sonntag. Не мора тоа. Не е дадено, не. Okay. Ich habe lang Geschlafen. Баш дека е неправилен во сегашно време, гради перфект со н. Марија, Wohnung aufräumen. Ich habe Wohnung aufgeräumt. Правилен. Aufgeräumt. Aufgeräumt, да. Aufgeräumt. Montag, arbeiten, Spanisch lernen. Einver со arbeiten реченица. Работев. Јас работев. Ich habe gearbeitet. Така е. Ich habe gearbeitet. Наташа следната. Ich habe Spanisch gelernt. Ich habe Spanisch gelernt. Следното е in die Stadt fahren и Kette kaufen. Марија? Ich bin Добро. in die Stadt gefahren. Така е. Ich bin in die Stadt gefahren. И следната купив
Ланче, кете е ланче. Сме го работеле, да. Енвер. Ich habe, Kette и на крај Gekauft. така. Ich habe Kette gekauft. Super. Вакво ви дадов. Was haben Sie die letzten Tage gemacht? За во понеделник. Aus, in oder nach. Што значеше aus? Добро. In? Во. Да. И nach? Близу. Не. Кон. Накај, точно. Значи, тука треба да ги дополниме. In, aus, in oder nach. Кога го користевме најчесто aus? Aus Macedonien, aus Spanien. Од каде доаѓа? Точно. In? Вонен. Добро. Точно. Бидејќи тие две ги знаеме, а nach еве сега ни доаѓа како ново. Кажете ми кога ќе го употребиме, што треба да имаме? Кога имаме глагол кој што изразува движење, точно така. Ајде сега првото прочитајте го Енвер, така како што е даден примерот. Monike Добро. und Judas leben zusammen in Berlin. Така. Тука немаме глагол кој што изразува движење, затоа го користиме in. Моник und Julius leben zusammen in Berlin. Марија Б. Monique ist Studentin. Sie studiert hier Deutsch, aber sie kommt aus der Schweiz. Браво. Моник ist Studentin. Sie studiert hier Deutsch. Aber sie kommt aus der Schweiz. Инаку да подсетам, не само Швајцарија, туку и уште неколку држави добиваат определен член. Иран, Ирак, тие добива определен член ДЕМ, а исто така не сум го спомнала затоа што сега има ново име. Инаку и Туркај, Турција се употребува со теа, aus der Türkei. С. Наташа. Letzten Monat ist sie nach Gen geflogen und hat ihre Eltern besucht. Така е. Сега знаеме зошто е нах. Зашто лета кон Gen. Така е. Затоа што имаме глагол кој што изразува движење, точно така. Letzten Monat ist sie nach Genf geflogen und hat ihre Eltern besucht. Може ли Наташа оваа реченица без да почне со letzten Monat да ја направите во сегашно време? Да почне со зи. Може? Да, во сегашно. Менувате го по лице, бидејќи заедно се работи. За таа. За таа, да. Така. Така. Глагол ми треба. Besucht, посетува.
und besucht ihre Eltern. Супер. Под D, Enver. Antonio. Anton. Не е ни битно, Антоине го пишува. Да. Antoine ist im September aus Deutschland gekommen. Ist im September. Ja, па се збунив. Не, па не го напишува. Ама бидејќи имаме глагол кој што изразува движење, Антонија ist im September, бидејќи секогаш на Deutschland gekommen, кога имаме глагол кој што изразува движење, го користиме предлогот nach. Nach Deutschland gekommen, како ќе биде Enver? Deutschland gekommen. Не, ќе немаше gekommen. Ќе имаше само Deutschland. А како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Enver? Antonio im September. Глагол треба на второ место. Gekommen, да, kommt. Kommt im September nach Deutschland. И кој беше? Марија треба да е или Наташа? Беше изгубив. Се едно. Еве Марија. Er kommt aus Paris. Sein Deutsch ist nicht so gut. Mit Munich spricht er immer nur Französisch, aber jetzt macht er eine Deutschkurs. Да. Ај реченицата ја kommt aus Paris направија во перфект. Kommt. Движење има. Да. Aus Paris gekommen. Така е. Er ist aus Paris gekommen. Следната реченица, затоа и не сакав сите да ги напишам. Mit Monique spricht er immer Französisch. Како ќе биде оваа реченица во перфект, Наташа? Така е. Mit Monique hat er immer Französisch gesprochen. И реченицата, aber jetzt macht er einen Deutschkurs. Aber jetzt macht er einen Deutschkurs. Како ќе биде во перфект Enver?
На второ место помошен глагол haben. Aber Sie haben eine aber hat er einen Deutschkurs и како е махен во перфект? gemacht. Gemacht. Добро. И сега ќе ги ја направиме страната со тестот, па кога ќе ни остане време ќе се вратиме и на некои вежби од претходната лекција. Значи сега ќе ги правиме вежбите од тестот. Првата вежба се вика Monate und Jahreszeiten. Под А Wie heißen die Monate? Хајде да ги повториме 12 месеци. Првите 4, 3 по 4, 12. Првите 4 Наташа. Januar, Јануар, Februar, Февруар, Мерц, April, Април. Вторите 4 Јанвар. Mai, Мај, Juni, Јуни, Juli, Јули, August. Аугуст. И последните 4 Марија. September, Oktober, November und Dezember. Така, септембар, Октобар, Новембар и Децембар. И под Б, wie heißen die 4 Jahreszeiten? Die 4 Jahreszeiten. Да ги напишеме заедно со род. Ајде, првото годишно време, Наташа. der Frühling, Der Frühling. Друго годишно време, Енвер. Der Der Sommer. Sommer. Трето годишно време, Марија. Der Winter. Der Winter. И остана кој е Наташа? der Herbst, Der Herbst. Есен, да. Есен, така е. Втора вежба. Was ist richtig? Kreuzen Sie ein. An. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. А. Дадено е. Ich habe am Wochenende meinen Geburtstag gefeiert. Марија во сегашно време. Ich feiert Ich. Не и треба да заврши глагол. ich werd Ich
feiere Feiere am Wochenende meinen Geburtstag. така, meinen Geburtstag. Ajde B, Nataša. Meine Freundin aus Wien, Wien aus Wien, ist auch gekommen. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Наташа. meine Freundin kommt aus Wien. Така е. Meine Freundin kommt aus Wien. Следната Инвер. C. Am Abend. Виж, вот реченица со C. Am Abend Haben sind wir in eine Bar gegangen. sind wir in eine Bar gegangen. Така е. Sind wir in eine Bar gegangen? Како ќе биде Инвер оваа реченица во сегашно време? Wir haben am Abend Одиме во бар. sind Не ни треба помошен глагол. Одиме, ние одиме во бар. wir Gehen wir in eine Bar. in eine Bar. De, Gehen wir de, Мари, Wir haben Freundin getroffen. wir haben Freunde getroffen. Wir treffen Freunde. Така е. Wir treffen Freunde. Ајде е, Наташа. Später in der Nacht haben wir auch getanzt. Da. Später in der Nacht haben wir auch getanzt. Später in der Nacht tanzen wir. Da. Später in der Nacht tanzen wir auch. IF Inver. Heute hat meine Freundin leider wieder abgefahren. Abgefahren. Движение има. Heute ist. Heute ist F. Heute ist Ist meine Freundin leider wieder abgefahren. так, meine Freundin leider wieder abgefahren. Како ќе биде Инвер оваа реченица? Meine Freundin Со heute ќе почне реченицата. Heute meine Freundin fährt meine Freundin leider wieder ab. Heute fährt meine Freundin
leider wieder ab. Третата вежба. Schreiben Sie Sätze im Perfekt. Првата е дадена и вели Lucia kommt nach Lübeck. Lucia ist nach Lübeck gekommen. Ајде сега под Б. Наташа. Wir fahren im Juli nach Hamburg. Im Juli sind Да. wir nach Hamburg gefahren. Така, im Juli sind wir nach Hamburg gefahren. Марија, следната. Der Zug fährt um 12:30 Uhr ab. Der Zug sind Во еднина е таа цук. der Zug Ist um 12:30 Uhr abgefahren. Е, горе го имаме да фарен. Gefahren. Abfahren. Ама нели abgefahren, нели дели глагол или Ако е делив глагол. Во перфект формата му е ab. Gefahren. Ако е fahren, gefahren и abfahren ќе биде abgefahren. Не може еднаш да биде со н, друг пат да биде со т. Два пати е со н. значи ако реченицата со ц, кога ќе биде Да, во fährt ab или fahrt ab може да биде во сегашно време. Инаку, како што е тука fährt, der Zug fährt, тоа е во сегашно време. А во минато време, секогаш fahren ќе завршува на ено. Без разлика дали е делив глагол или самиот fahren. Значи, нели еднаш е fahren, gefahren, а вториот пат е abfahren, abgefahren. Во перфект fahren мора да заврши на ено. Следната Enver. Marcel fliegt nach Amsterdam. Како ќе биде во перфект? Марсел Marcel nach Amsterdam fliegt. Marcel ist nach Amsterdam geflogen. Ајде Наташа. Ich gehe mit Carla ins Kino. Да, Ich bin да. mit Carla ins Kino gegangen. 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 Ich bin mit Carla ins Kino gegangen. И четвртата вежба. Ergänzen Sie. Дополнете. Треба да дополниме според зборови кои што мислиме дека најдобро одговараат на празните места. Енвер, прочитајте го првото од Hallo Leute. Hallo Leute, ich fliege im Sommer nach Deutschland. Wo gibt es eine gutes Реге-фестивал. Реге-фестивал. Ајде првата реченица. Ich fliege im Sommer
Nach Deutschland. Кој сака да каже како ќе биде во перфект? Слободно јавете се и кажете. Ewe jetzt. Ајде, Наташа. Ich bin im Sommer nach Deutschland geflogen. Така е. Ich bin im Sommer nach Deutschland geflogen. Марија може вториот дел. Od Heinig или Да, од Хајники. Heinike, es gibt viel. Ein Fest heißt Химзee Reggae Summer Festival. im See Reggae Summer Festival. Понатаму. Es ist sehr groß. Es Што мислиш дека најдобро ќе одговора на празното место? Hat. Така е. Есхат продолжи Марија. es ist sehr groß. Ne, Да. Das Festival, es ist 15 Jahre. Das Festival sind Во еднина сам. bin Ist. ist es seit 15 Jahren. 15 Jahre und Страшно го пишувам. Но. Es ist 3 Tage. Es трае. Како беше глаголот трае? Кој се сеќава? Слободно нека се вклучи и нека каже. Lange. Dauert. Und es dauert 3 Tage. Следната реченица. Ајде, Наташа. Ach ja, und es ist im August. Така е. Ах, ја. Und es ist im August. Продолжете, Наташа, и со следното. Hi und denke, Данка. hi und danke, zum Sami. Продолжете. До крај. Ich war schon auf dem Festival. Es war wirklich super. Ich habe viele nette Leute. Getroffen. Und gute Musik erhoben. И уште Марија да ни каже како ќе биде оваа реченица во сегашно време и тука ќе завршиме за денес. Па ќе продолжиме следниот пат со тоа што еве напоменувам дека ќе имаме тест за соодветното ниво, односно за А1-1, него ќе го работите првите неколку минути, па потоа ќе го дискутираме на глас и вториот дел од часот ќе го искористиме за делот Шрајбен, затоа што освен нели Хюрен и Шпрешен, потребен ни е и тој дел, па така што ќе работиме за да го лесниме малку и во однос на пишувањето. Повели Марија? Ich treffen viele nette Leute und
Ich treffe viele nette Leute und höre, бидејќи за их се однесува, gute Musik. А секако до понеделник, нели ви дадов и минатиот пат, како оно што го работевме дневникот, да напишете кратко што правите вие во текот на еден ден, а при тоа да употребите перфект. Ако имате било какви прашања во текот на овие денови што следат, слободно можете да ми се обратите. Имајте убава вечер и убав викенд, па се слушаме во понеделник. Следниот час во среда ќе го одржиме или не сме договорени како? Не, нека си продолжиме вака да си ги тераме часовите. Немало потреба да биде во овој месец, току можеме да си го одржиме и во следниот месец. Добро. А сега потоа во среда продолжуваме со другиот курс? Да, со А2, со А1-2. Да. Да. Добро. Фала. Нема зашто, убава вечер, пријатна.